Во изложбениот салон на Центарот за култура денеска беа доделени дипломи и благодарници на наградените ученици и нивните ментори на ликовниот конкурс Мојот имагинарен свет. Ликовниот конкурс за учениците од основните и средните училишта од општина Куманово беше распишан во месец април од Националната установа Трајко Прокопиев. Денеска направивме една изложба на која присуствува навистина многу голем број на ученици и нивните ментори, при што ги избравме најдобрите. Ова манифестација би планирале да аплицираме оваа година за во годишна програма Министерство за култура, така да од идната година да стане една традиционална манифестација каде учениците ќе се пријавуваат на овој конкурс и каде сигурен сум дека според ова што денес го видовме со овие цртежи кои пристигна, навистина имаме многу талентирани млади во Куманово, само треба да им се даде можност за да го искажат својот талент. Главната цел, како што истакна Тодоровски, е да се мотивираат учениците во нивните напори за креативно ликовно изразување и валоризација во нивните креативни идеи. За таа цел Центарот за култура предвиде 3 награди за основните и исто толку за средните училишта, како и благодарници за нивните ментори, професори по ликовно образование. Меѓу наградените ученици е и 7 оделенката Лела Пандиловска од основното училиште Вук Караџиќ со својот ментор, професорката по ликовно образование Марија Величковска. Пред себе сакам да кажам дека ми е голема чест и задоволство што учествував во овој ликовен конкурс. Мојот имагинарен свет го замислив вака како што можете да видите и го работев со темперни бои. Многу сум горда на постигнатиот успех и се надевам дека ќе продолжиме така со постигнување на многу поголеми успеси. Пред се да кажам дека убаво е чувството да се учествува на ваков настан, а уште поголемо е чувството и поубаво да се освои награда. Ние, значи, на овој ликовен конкурс, Мојот имагинарен свет, освоивме 3-та награда и сме пресретни, затоа што знаете самите дека основното училиште во Караџиќ има малку помал капацитет од другите училишта со број на ученици, но сепак изнаоѓаме можности да земеме учество, значи во разни манифестации, како што е овој културен настан, така да јас успеав на некој начин оваа тема да доближам на учениците од 6 до 9 оделение, за да повеќе учество ученици, меѓутоа наградата е само една, бидејќи само се 3 награди за основно и за средно училиште, така да Лела е ученичка со големи афинитети и со многу големи таленти и ликовни можности, така да мислам дека ова ќе биде нејзин исчекор да може за понатаму да се пронајде себе си во овој ликовен креативен свет. Првото место од основните училишта го освои Каја Камелија Колев, 8 оделение од основното училиште Магдалена Антова со менторот професорката Симона Димковиќ, а второто место и припадна на Канита Алили, 9 оделение од основното училиште Наим Фрашери под менторство на професорот Неџмедин Арифи. Прво место од средните училишта освои Сидора Божиновска, 3-та година во средното училиште Перонаков под менторство на Милена Арсовска. Второто место му припадна на Никола Василевски, 2-та година во гимназијата Гоце Делчев под менторство на професорката Валентина Јовановска. И трето место Елза Лимани, 1-та година во гимназијата Сами Фрашери под менторство на професорката Альбина Авдили. На конкурсот пристигнаа околу 150 цртежи, од кои комисијата составена од ликовниот сектор при Националната установа Центар за култура Трајко Прокопиев Куманово направи селекција на делата кои што денеска беа изложени на изложбата, како и на наградените дела.